Почитувани гледачи, добар ден. На моја чест и огромно задоволство, мојот денешен соговорник е Снежана Лазарова Луна, која што гордо го носи псевдонимот Луна. Таа е слободен и самоук уметник и креатор на специфични дела. Снежана, ви посакувам топло добре дојде во студиото на телевизија. Здравки! Добар ден, јас ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе направиме еден убав разговор со што ќе станат повеќе работи појасни околу техниката Луна и околу творештвото по делата ќе ме препознаеш. Така, за почеток би сакала да ја запознаеме јавноста со вашата техника. Која е нејзината убавина и со што се одликува? Техниката прво е истражувана и усовршувана веќе десетина години и убавината, почетоците беа тешки, како и секои први чекори, нели, но подоцна она што се јавува во душата на креаторот, односно на уметникот, се изразува на начин како што тој го замислил. Јас замислив да создадам дела со техника која ќе биде ретка и која ќе биде нова на нашите простори. И успеав, мислам дека успеав со тоа што делата ги креирам со помош на семе од бел ориз и црно семе синапово, со што и стануваат препознатливи, заради тоа што пак со диаметрално спротивни бои, црна и бела, се креираат дела кои покажуваат една хармонија и мотиви и чувства во зависност од тоа што е замислено да се представи. Така, јас би сакала сега да не запознаете со почетоците на вашата работа. Кој беше вашиот пат до успехот? Првите почетоци беа една замисла да се произнесам она што го чувствувам на еден уникатен начин, единствен, редок. Сакав така нешто ново да се роди на нашите простори, заради тоа што велес го признавам како расадник на талентирани лица. И тоа беше основната, една од побудите што се создаде оваа техника со истражување и усовршување всушност на технологијата, се создаде творештвото по делата ќе ме препознаеш. Инаку, техниката е мозаик, но со помош на технологијата добиваме некои поуникатни, оригинални и нови дела. Така, неодамно го славевте вашиот 10 годишен јубилеј успешно постоење. Како го одбележавте и по што ќе го паметите? Ете, одма ми доаѓа едно пријатно чувство, насмевка, многу ми е драго што тоа се случи. Првин бев многу тажна заради општата состојба што ја предизвика короната и ги запре сите движења и живеења воопшто на нас, заедно, па што да речеме тогаш и за културните настани, но ете, кога Бог ќе ги искоцка коцките на мозаикот, се ќе се направи како што треба, значи се олабавија протоколите, се олабавија мерките во врска со короната и постапувајќи по протоколите, успеав заедно со помош на моите спонзори, со помош на општина Велес, да го реализирам овој навистина драг настан. Секој уметник му е драго да обележи јубилеј, дали е мал или голем, во зависност од тоа колку време се бави со творештво. Ете, јас го обележив 10 години творештво по делата ќе ме препознаеш и носам преубави спомени за овој настан. Јубилеот беше означен со едно убаво обраќање од моја страна кон посетителите, заради тоа што ако така ценам, ако ангажирав промотор, кој беше сега многу тешко да се пронајде во овие услови на парализирањето околу овај COVID-19, ценев дека најдобро ќе кажам како се создаде и како се усовршуваше творештвото, токму јас за себе, и затоа на јубилеот за себе кажав јас лично како се создаде техниката, како се движеа создавањата на сите дела
И овој јубилеј беше обележен во смисол дека беше отворена изложба која содржеше 40 дела и сум задоволна со оноа што се представи, сум задоволна со посетеноста на изложбата. Тоа е мојот впечаток, а впечатокот на јавноста останува да ја кажат тие, иако ја видовме и јавноста што кажа, како оцени и како ја прими изложбата заедно со творештвото. Па беше многу активно, беше забележано, што се оцени преку социјалните мрежи и јавните гласила. Така, мило ми е што навистина приредивте една изложба, верувам, за памтење. Вие сте позната по специфичности и креацијата на различни дела. Од каде ја црпите инспирацијата да создадете одредено дело? Како изгледа изработката на истото и колку време одзема? Инспирацијата може да се добие во повеќе погледи, во повеќе моменти или во еден момент, во еден зрак, во една игра на водата. Тоа е инспирација на уметниците, препознатливо, што може да создадат цело едно дело. Јас се обидов да создавам дела почнувајќи од сакрални објекти, од архитектурата во нашиот град, од пейзажи, па дојдов до светите ликови и она што беше препознатливо и носител на изложбата, досега најголемото дело, Тајната вечера. Така, дали досега можете да одвоите некое одредено дело кое што ви е посебно? Дали тоа е токму Тајната вечера или пак можеби некое друго? Што ви е останало врежено во срцето? За Тајната вечера можам да кажам дека е дело по форма, по големина, најголемо дело. Требаше време и трпение, љубов пред се, како и за сите други дела. Тајната вечера ми е драга, бидејќи е еден единствен настан во христијанството, кој е како настан е многу битен за нас христијаните. Мене ми се сите дела драги, тоа е како мајката кога ќе ја прашаат кое дете ти е најдраго, мене ми се сите дела драги, но посебно во душата ми е делото Клисурата Пешти, бидејќи тоа е еден предел во близина на нашиот град. Убав предизвик ми беше кога го создавав, ми беше предизвик на кој начин и како ќе успеам да ги прикажам карпите и играта на водата, сонцето. Навистина беше возбудливо тоа. И кога го создава тоа дело, верувајте ми дека поминував по едно 5-6 сати врз делото, не толку многу физички работејки, колку визуализирајќи го делото, за да знам кое зрнце, како да го обработам и да му го најдам вистинското место. Заради тоа што пак, додека работам, додека го креирам делото, треба посебно внимание да обрнам на обработката на семето и на оноа каде секое зрно му припаѓа местото во моментот, заради тоа што ако го изгубам тој момент во креацијата, ако тоа го продолжам после пола сат, после 2 сата, веќе зема друг правец. И уште една причина, заради тоа што работам со лепак, корекција не трпат моите дела, мора добро да се визуализираат, а потоа да се реализираат. Клисурата Пешти ми беше еден голем предизвик, по уште една голема причина, се обидов да го улавам моментот кога сонцето и водата љубуваат, кога водата игра со блесокот на сонцето, карпите се лево и десно и сето тоа да се вкомпонира во едно дело, а да биде повторно делото уникатно и повторно приемчиво за око. Така, господја Снежана, драго ми е што навистина и посеат во очите ви се
искажува тоа колку добро вие и колку од срце ја работите работата што ја работите. Меѓутоа, интересен друг факт што е карактеристичен за вас е што вие сте единствена во Македонија, во нашата држава, слободно можем да кажеме и пошироко, која што се занимава со оваа специфична техника. Што вие би им препорачале на гледачите, доколку некој пројави интерес да се занимава со оваа техника? Оваа техника навистина е една и единствена и тоа е испитано и докажано дека е една единствена не само во Македонија, него многу пошироко. И мило ми е што е тоа така, иако не им беше целта нешто толку оригинално да се создаде, но ете така бидна. Со тоа што во основното училиште ние учевме, се занимававме со креирање на нештата, па креиравме и со семиња, но тогаш беа секакви семиња и не беше тоа некој среден мозаик, па достававме и материјали, па цветчиња, па боевме. Сега, она што душата моја сакаше да го изрази, беше можноста да се работи без дообојување со ништо, без дополнување со ништо, а сепак да се добие нешто оригинално. Дела препознатливи за авторот, за местото од каде авторот потекнува и за нашата родна грудка од каде сето ова заедно го носиме. Така, верувам дека несебично би споделиле совети и поддршка на секој оној кој што би изразил желба да се занимава со оваа техника. Кога сме веќе кај гледачите, би сакала да потсетам дека по повод големиот христијански празник Мала Богородица, сите дела на Снежана Лазарова Луна можете да ги добиете со 10% попуст до крајот на овој месец септември. Господјо Луна, овде негде би сакала да го привршиме интервјуто, меѓутоа никаде без вашите идни планови и цели. Ќе ве замолам да ги споделите со јавноста. Моите планови се и желби се да видам млад свет заинтересиран за нешто што е уникатно и креативно, па да видам да го надогради она што јас веќе го работам, зашто ние досега спомнавме дека творештвото е од семе на белорис и црн синап, но пропуштивме да кажеме дека во поново време користам уште едно семе со жолта боја, тоа е просото, кое и беше новитет во изложбата на 10 годишниот јубилеј. Тогаш беше и носител делото "Се што не ти кажав", зашто ценам дека досега кажав тоа што мислев да го кажам, но со внесувањето на новото семе увидов дека всушност имаме уште многу нешто да кажеме и одлучив да го кажам тоа што досега не сум го кажала. Препорака на младите луѓе е да бидат креативни. Ако некој е заинтересиран, слободно на социјалните мрежи или ако има телефон, ќе најде, да ми се обрати. Јас на драго срце, значи навистина со воодушевување и оверучке би го прифатила тоа и би ги упатила младите луѓе, па би сакала и тие со нешто свое да се надоградат и да дадеме важност на мислата дека уметноста не бара катанци, туку бара крилја. Тоа значи не треба да ја затвориме како личен имот, туку треба да го надополнуваме, да креираме, да создаваме убави нови дела, што ќе ги збогатуваат дали работните простори, дали домовите на луѓето. И тука треба да се спомене исто така дека делата творени со семе носат многу позитивна енергија, со тоа што семињата се символ на живот. Житните семиња се особено препознатливи по тоа е благосостојба, плодност, со тоа што кога се венчаваат младите, се префрлаат со житото. Тоа е препознатливоста. Така, со прекрасна порака го одјавуваме нашето денешно интервју. Со прекрасна порака ви се обративме вас, значи сите млади таленти кои што имаат желба или пројават интерес да се занимаваат со оваа специфична техника, слободно може да се обратат до господја Снежана.
Сакам да ви се заблагодарам за денешното присуство, што одвоивте време да го реализираме овој разговор. Јас исто така длабоко се поклонувам и благодарам за поканата. Вие, почитувани гледачи, имајте пријатна вечер.